Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Досегашната реализација на пакетите економски мерки со цел полесно справување со последиците предизвикани од коронавирусот ги дадоа очекуваните резултати. 4 пакети економски мерки, кои што ги реализираше владата предводена од СДСМ, обезбедија поддршка на стопанството, на граѓаните погодени од корона кризата и обезбедија услови и брзо опоравување на економијата. Позитивни сигнали покажуваат дека економијата заздравува, а потврда за тоа се позитивните текови економски движења, како високиот раст на извозот, растот на трговијата, зголемениот број на кредитирање и раст на просечната плата. Буџетските приходи се повисоки во однос на периодот пред кризата. Растот на вкупните приходи е 4,4%, а 5% е растот на даноците и придонесите. Вториот пакет економски мерки е имплементиран 100%, а севкупна реализација на 4 пакети мерки изнесува 82% или 860 милиони евра. Во тек е, почитувани, реализацијата на мерките од 5-тиот и 6-тиот пакет мерки, кои треба да дадат дополнителен придонес во подобрување на економскиот резултат. Во 2020 година поддржани се над 840 компании со повеќе од 65 милиони евра, а со над 17 милиони евра поддржани се 400 инвестициски компании со директна поддршка. Оваа поддршка, како и финансиската помош за исплата на плати, придонесува да се спасат стотици илјади работни места, но и да продолжи растот на платите. Во 2020 година, во време на криза, просечната плата се зголемила за 7,8% и тој тренд продолжува и во оваа година. Просечната плата во февруари 2021 година е за 2,7% повисока во однос на февруари 2020 година. Почитувани, економските мерки даваат резултати. Како одговорна партија, продолжуваме со реализација на мерки и политики кои градат силна, развојна и конкурентна економија која носи шанса за сите. Ви благодарам. Повелите прашања. Може. Дека овие пакети за економска помош на граѓаните и на стопанството се недоволни, дека се искористени само околу 350 милиона од околу милијарди и 200, не знам колку беа вкупна, така што многу малку, тврда дека многу малку ефекти има за запретување на економијата и за справување со деношната криза. Да, резултатите од економските мерки кои што се досега реализирани ги спомнав и во оваа пресконференција. Од ВМРО-ДПМН не слушнавме ниту еден предлог. Она што го видовме е кочење на сите овие мерки, сите овие предлог мерки, сите овие пакети кои што владата предводена од СДСМ ги доведе и во собранието како предлог закони, каде што ВМРО-ДПМН правеше се за тие да не се донесат. А кога ВМРО-ДПМН размислува да критикува токму на оваа тема, треба да одговори што тие како предлог понудија за граѓаните и зошто пред се, бевме сведоци во последниот случај, правеа се за да го кочат и донесувањето на пакетот мерки, со кој што исто така ќе се поддржат работници, компании, секако најпогодените граѓани, најранливата категорија граѓани и секако најпогодените сектори во стопанството.